не ми одговоривте на прашањето дали за ова се успех или е крах. Ако видиме дека ММФ доаѓа по 15 години во државава и последниот пат кога го расчистивме аранжманот, значи дека не да е неуспех, тука е тотално економско фијаско. 3 земји во светот имаат побарано ваква линија на кредит: Мароко, Панама и Македонија. Да не вреѓам никого, но фактите се факти. Ајде идеме со бројки. Секогаш кога ќе сте фатен од тесно, Стиропор Скопје 2014, почитуван претседател на ВАД. Па во која зграда вие седевте кога бевте заменик министер за финансии? Во која зграда вие седите се? Па 100 пати сум ви кажувал на комисијата, ако не ви се допаѓаат, продадете ги. Само кога треба да влезете во зградите, вие во ред. Кога идете на терен, еве сега кога бевте до Кичево, таму има еден автопат, вие не го доправивте 5 години. Знаете дека 3 автопати има одржава и понатака сум ви ги набројувал сите и можам да ви ги набројам, добро ги знаете, барем од мене ви се наброени проектите. Еве да зборуваме за 2006 за тие 10 години. Капиталните расходи во буџетот беа над 10% реализација. Ајде излезете и прочитајте го колку вие имате реализација во буџетот. Имавме најмногу странски директни инвестиции во регионот. Тоа го каже и претседателот Вучич. Да ви ја кажам изјавата или нема потреба? Понатаму имавме најголем раст во регионот и во Европа во услови на светска и економска должничка криза. Понатаму 3,2 милиарди евра задолжени за 6 години, повторувам 3,2, 2,9 за 10 години. Над 8 милиарди долг. 3 автопати почнавме, едниот 5 години не можете да го завршите. Тука седи и министеров, во изминатите 4 месеци само 5 милиони евра се вложени во тој автопат. Кажете за тоа, немојте да кружите наоколу, одговорете на прашањето што директно ве прашувам. Понатаму, не знаевме за инфлацијата, па Стево Пендаровски знае од ноември. Ако сте скарани, тоа е ваш проблем, но немојте да ги втурнувате граѓаните во дополнителни кризи. Ајде за инфлацијата, 57% е домашна, 43% е увезен. Зашто не направиме нешто со тие 57%? Еве, какви антиинфлаторни мерки вие како влада превземавте? Никакви. Освен што ги качивте ратите на кредитите. Никакви други мерки. Затоа ве молам, господине Ковачевски, секогаш кога одговарате за економија, имајте на ум дека има луѓе тука кои што ги познаваат работите. И дека не можете да кажувате тука и да ширите шарени лаги продолжени од типот на Заев, од циклусот 8 милиарди евра, дека ќе вложуваат, дека ќе направиле ова, она, вака или така, кога ништо од тоа нема. На крајот од денот останува фактот дека ќе се задолжиме за 1 милиарда пари кои што ќе треба да ги потрошиме годиниве, а за кои што нема да има ниту една шајка за ковани проект. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Одговор